Охрид да ги запрене соодветните структурни објекти, за да не биде светското наследство доведено во опасност. Рокот е 2 години, гласи препораката на експертите на УНЕСКО. Охрид е единственото подрачје во Македонија, прогласено и заштитено како природно и светско културно наследство на УНЕСКО уште во 1979 година. 38 години потоа, УНЕСКО јасно најави дека може да го стави Охрид на листата на светско наследство во опасност, што представува прв чекор за бришање од листата на светско наследство. Охрид веќе нема капацитет за инфраструктура од таков екодевастирачки аспект, бидејќи тоа ќе значи атрофикација на животната средина со која што градот може слободно да се гордее и може да има силата да влече туристички клиентели. Во годинешниот извештај на УНЕСКО се даваат 19 препораки што се однесуваат на пресушувањето на студеничкото блато заради изградба на комплекс луксузни апартмани, уништувањето на природниот брег и сечење на еден од последните појаси на трска кај Лагадин заради изградба на бетонска платформа со медитеранска песочна плажа за туристички содржини, промена на законската заштита на изворите кај Свети Наум од највисок до најнизок степен заради изградба на огромен туристички комплекс од Љубаништа до Свети Наум, уништување на 300 хектари заштитено подрачје од Националниот парк Галичица заради изградба на магистралниот пат, промена на законската заштита на делови од Националниот парк Галичица и уништување на 500 хектари природно живеалиште заради изградба на скијачки центар, голем хотел и викенд населба. Има еден простор некаде над водовод, мислам дека над градски водовод, дирекцијата на водоводот, над бензинската, која се градеше претпоставено цевовод за до резерварите за вода. Се исече еден добар појас на шума од 10 на 15 метри можеби и се поставија цевките и тоа се затрупа. Кога ќе го погледате од градот, тоа изгледа како една рана. Така, ако се дозволеше да се гради патот, значи цела Галичица ќе беше пресечена и на цела Галичица ќе постоеше таква рана. Скијачкиот центар и експресниот пат се проекти што треба целосно да се напуштат. Паркот да си го задржи зонирањето како и досега, да се задржи постојното планирање на Националниот парк, а за останатите развојни зони, укажуваат експертите, државата треба да се насочи кон екотуризам, кој нема негативно да влијае на средината. Постапките се почнати, но само на хартија. Хотелскиот комплекс во Лагадин, кој се наоѓа на околу 50 метри од брегот на езерото, и натаму се гради. Граѓанската иницијатива СОС Охрид бара да запре изградбата на овој комплекс, бидејќи тој се гради на недозволен простор. Трајче Талевски, професор по рибарство на Факултетот за туризам во Охрид, член и еден од основачите на СОС Охрид, вели дека на Охрид му предстои многу работа. Сообраќајниците кои што се планира да се градат, значи со патот, експресниот пат кој што треба се гради со една према Албанија, значи препорачува да се искористи стариот пат што е према Албанија, према Ќафасан. Нема некои големи забелешки на патот што поминува покрај реката Дрим, со одредени забелешки дека треба тука да се предвидат одредени патеки за животни. УНЕСКО препорачува да се искористи стариот пат од Пештани кон Трпејца и кон Љубаништа, а од Охрид кон Пештани да се искористат одредени делници на сегашниот пат со одредени проширувања и изградба на трета лента таму каде што има можност. Од СОС Охрид велат дека ќе бидат активни и ќе следат како државните органи ќе ги реализираат препораките на УНЕСКО. Граѓаните се надеваат дека Охрид нема да се најде на листата на светско наследство во опасност. Охридско езеро не е само вода за капење, туку е и легло на биодиверзитет. Тоа е ставено под заштита на УНЕСКО и поради растителниот и животинскиот свет што живеат во него, поради неговата длабочина, бистрина, снабденоста со чиста вода. Сето тоа го прави уникатен екосистем, кон кој мора да знаеме како да се однесуваме и да го зачуваме. Од една страна е многу убаво за развој на летен туризам, меѓутоа тоа му пречи на развој на зимскиот туризам. Охридското езеро е резервоар на топлина. Во текот на зимата тоа испушта топлина и тоа е она што ја дава благата клима на Охрид. Не е нешто друго, не е ни положбата, него езерото како акумулатор на топлина цела зима испушта и затоа е Охрид има 3 до 4-5 степени повисока температура на воздухот кој што има другите градови во околината. И баш таа температура го топи снегот на Галичица. Мораме со убавото да се однесуваме убаво.
УНЕСКО и дава можност на Македонија да ги примени препораките. Ако не, Охрид ќе се најде на листата на светско наследство во опасност. Рокот е до 2019 година. Ова е последна шанса да реагираме и да ги зачуваме исклучителните универзални вредности на Охрид, поради кои го заслужува УНЕСКО статусот. Едно е, вредно е.